Добар ден, ученици! Јас сум Катица Стојчевска, наставник по македонски јазик од Основното училиште Дане Крапчев од Скопје. Ќе ја проследите наставната содржина, правила за акцентирање на акцентските целости. Целите се да ги препознавате акцентските целости, да ги знаете правилата за акцентирање на акцентските целости, правилно да ја бележите акцентската целост и акцентскиот знак и секако правилно да ги изговарате акцентските целости. Потребни средства за работа се молив и тетрадка во која ќе ги бележите примерите. Да се подсетиме, што знаете за акцентските целости? Што се акцентски целости? Кога два и повеќе зборови во зборовната низа се изговараат под еден акцент, образуваме акцентска целост. А кои видови на акцентски целости постојат во нашиот јазик? Постојат акцентски целости кои што се образувани со два полнозначни збора и акцентски целости кои што се образувани со кратки зборчиња или форми што самите немаат акцент, но образуваат целост. Кое е правилото за акцентирање на акцентски целости? Акцентските целости се акцентираат според општото правило за акцентирање на простите зборови. Да видиме како го вршиме акцентирањето на акцентските целости кои што се образувани со два полнозначни збора. Ќе проследиме повеќе примери. Во дадената низа дадени се зборовите како се пишуваат. Кисело млеко, суво грозје, сувото грозје, кисела вода. Како ги изговараме во акцентска целост? Ги изговараме под еден акцент како еден збор. Кисело млеко, суво грозје, сувото грозје, кисела вода. А како ја означуваме акцентската целост, односно како го бележиме акцентот? Кисело млеко. Забележувате дека зборот кисело и млеко се поврзани со алка. Крајот на првиот збор е поврзан со почетокот на вториот збор. Ваквото поврзување со алка ја означува акцентската целост. Потоа воочувате дека зборот е поделен на слогови. Ки, се, ло, млеко. Како еден збор. Според правилото за акцентирање на три сложните, односно повеќе сложните зборови, го вршиме акцентирањето. Од крајот, односно од десно кон лево, броиме 1, 2, 3, акцентот е на третиот слог од крајот на зборот, на самогласката. Над самогласката го бележиме акцентскиот знак, од лево кон десно. Во следните примери. Суво грозје, сувото грозје, кисела вода. Во сите примери, зборовите се поврзани со алка, со тоа е обележена акцентската целост, а акцентот, односно акцентирањето е извршено на третиот слог од крајот на зборот, на самогласката. Да видиме што забележуваме во следниот пример. Сувото грозје. Забележувате дека придавката е членувана. Меѓутоа, што се случува? Според правилото за акцентирање, акцентот го задржал местото на третиот слог од крајот на зборот. Значи, што можеме да заклучиме? Во акцентските целости, кои што се образувани од придавка и именка, носител на акцентот е еден збор, а тоа е придавката. Да видиме во следните примери. Поп Стојан, поп Киро, доктор Арсов. Акцентската целост е образувана од две именки. Првата именка ја определува втората именка. Тие се поврзани со алка, со тоа е означена акцентската целост. Носител на акцентот во овој случај е втората именка. Во следниот пример. Оној човек, овој пат, оваа жена. Акцентската целост е образувана од показна заменка и именка. Показните заменки
во случаите се поврзани со именките, со тоа е означена акцентската целост. Акцентот во овие случаи паѓа на показната заменка. Акцентирањето на овие акцентски целости кои што се образувани од показна заменка и од именка не е задолжително, меѓутоа погрешно е ако пишуваме овој пат и тој пат заедно, споено, затоа што тие самите образуваат акцентска целост, треба да бидат напишани одделно. Правилата за акцентирање во следниве зборовни состави се следниве: 5 пари, 2 часа, 100 грама. Акцентската целост е образувана од број и именка. Бројот и именката се поврзани со алка, означена е акцентската целост. Според правилото за акцентирање на акцентските целости на третиот слог од крајот на зборот, акцентот паѓа на бројот. Значи, носител на акцентот во овие примери е бројот. 2-3, 7-8, 3-14. Станува збор за броеви кои што означуваат приближна бројност. Приближната бројност се изговара во акцентска целост. Во овие примери воочуваме дека акцентските целости се акцентираат на третиот слог од крајот на зборот. 2-3 дена, 7-8 дена. Оваа акцентска целост е образувана од броеви кои што означуваат приближна бројност и именка. Поврзани се со алка, воочувате дека акцентот овдека паѓа на именката. Значи, не се префрла на бројот и во овој случај имаме одстапување од третосложното акцентирање. 23, 38. Станува збор за сложени бројни изрази. Образуваат акцентска целост. Правилото за акцентирање на сложените бројни изрази е тоа дека акцентот секогаш паѓа на сврзникот и. Треба да кажеме дека при логичко акцентирање немаме акцентска целост. Тоа може да го видиме во примерот 3 дена го чекавме. Значи, бројот и именката одделно се акцентираат. Исто така, во состав од бројна именка и именка, бројната именка и именката одделно се акцентираат. Не образуваат акцентска целост. Тројца мажи. И на твоја глава. Наш човек е тој. Акцентската целост е образувана од заменска придавка и именка. Заменската придавка и именката поврзани се со алка. Според правилото за акцентирање на третиот слог од крајот на зборот, акцентот паѓа на заменската придавка. Малку време. Многу деца. Колку време? Акцентската целост е образувана од прилог и именка. Поврзани се со алка, прилогот и именката, означена е акцентската целост. Според правилото за акцентирање на третиот слог, акцентот паѓа на прилогот. Ваквите акцентски целости се незадолжителни и затоа ретко се употребуваат. Што можеме да заклучиме од досегашните примери? Можеме да кажеме дека акцентските целости кои што се образувани од полнозначни зборови и именка се акцентираат според третосложното акцентирање и акцентот паѓа на еден збор, секако со одредени случаи. Значи, можеме да кажеме дека акцентот паѓа на придавката, на втората именка, на бројот, на заменската придавка, на показната заменка, на прилогот. Прочитај, размисли, заклучи.
Да видиме во следниве примери за кој вид на акцентски целости станува збор. Брат ми, татко му, братучет ми. Акцентската целост е образувана од именка и кратка заменска форма. Носете го. Донесете го. Донесете му го. Акцентската целост е образувана од глагол и кратки заменски форми. Носејќи ја. Давајќи му. Давајќи му го. Акцентската целост е образувана од глаголски прилог и кратки заменски форми. Гледајќи ги примерите, можеме да кажеме дека станува збор за акцентски целости кои што се образувани со кратки заменски форми кои што следуваат по именката, по глаголот и по глаголскиот прилог. Што можеме да кажеме за како се обележена акцентската целост и акцентот? Забележувате во сите примери дека кратките заменски форми се поврзани со алка, со именката, глаголот и глаголскиот прилог, и во примерите каде што по глаголот, односно по глаголскиот прилог следуваат две кратки заменски форми, двете се одделно поврзани со алка, со тоа што е означена акцентската целост. Според правилото за акцентирање на акцентските целости, можеме да заклучиме дека во примерите, во сите, акцентот паѓа на третиот слог со исклучок во последниот пример каде што глаголскиот прилог го задржува местото на акцентот. И имаме во овој случај отстапување. Значи, акцентот паѓа во сите случаи на третиот слог од крајот на зборот, на именката, глаголот и глаголскиот прилог. Во следните примери: не сака, не ти рече, не сум го зел, не сум ја видел. Што рече? Што ме праша? Кој му го даде? Акцентските целости се образувани од негација, кратки заменски форми, помошен глагол и глагол, прашален збор, кратки заменски форми и глагол. Сите овие се поврзани кратки форми со алки, со тоа што е означена акцентската целост. Што уште можеме да кажеме? Можеме да воочиме дека според правилото за акцентирање, акцентот паѓа на кратките заменски форми на третиот слог. Значи, кај негираните искази и кај прашалните искази, акцентот е на третиот слог од крајот и тоа на кусите форми. Ја гледал, му го зел, би го донел, да му се јави. Акцентската целост е образувана од кратки заменски форми и глагол. Станува збор за потврдни искази во кои што акцентот паѓа секогаш на глаголот и не на третиот слог. Имаме отстапување од третосложното акцентирање. Безглава, пред нас, во вода, со нив, од ден, на ден. Станува збор за акцентска целост образувана од предлог и именка, односно кратка заменска форма во случаите. Акцентот се префрла врз предлогот само кога именскиот дел не се истакнува. Задача. Слушнете внимателно и извршете акцентирање на зборот во акцентската целост. Новосело. Земи го. Земете му го. Читајќи ја. Не може. Не сака. Не ти рече. Не сум ја видел.
Се надевам дека на овој начин го извршивте акцентирањето, односно обележувањето на акцентската целост со поврзување на двата збора со алка. Значи, акцентската целост е обележена и акцентот на третиот слог од крајот на зборот, според правилото за акцентирање на акцентските целости. Се надевам дека успешно ја завршивте задачата. За домашна задача, по ваш избор во одреден текст, пронајдете акцентски целости и извршете акцентирање. За крај, запомнете. Третосложниот акцент е еден од најважните белези што го одликува нашиот литературен јазик од другите словенски јазици. Акцентските целости ги акцентираме според третосложниот акцент. Научете ги правилата за акцентирањето на акцентските целости и почесто правилно применувајте ги во секојдневниот говор. Ви благодарам на вниманието.